Каде застанавме? Предпаднава, каде застанавме? 12 стих, нели? Ајде да отвориме таму. Послание до евреите, 7 глава. Го прочитавме 12 стих, ќе го прочитам уште еднаш. Оти кога ќе се промени свештенството, тогаш станува потреба да се измени и законот. Бидејќи законот е тој што ги постави Левиевите синови за свештеници во Стариот Завет. 13 стих. А оној за кого се зборува ова, за кого зборува Павле? Кој е овој? А оној за кого се зборува ова, се вбројуваше во друго колено, од кое никој не беше пристапувал до жртвеникот. Исуса. Од кое колено беше Исус? 14 стих. Зашто е познато дека Господ наш произлезе од Јуда, а за свештенството од ова колено Мојсеј ништо не рекол. Со други зборови, никаде во Мојсеевиот закон не постои ниту една јота, ниту една буква дека Јуда треба да биде свештеник, или не тој лично, туку дека од неговото потомство ќе произлезе свештеничка служба. Според тоа, законот, ако законот ништо не вели за било какво свештенство од Јуда, тогаш врз која база, со која власт и врз која основа некој од јудиното колено може да стане свештеник, ако нема овластување од Мојсеевиот закон. Се поставува едно такво прашање. Како самиот апостол дава одговор на тоа прашање, бидејќи кога предпадне, почнахме да читаме од крајот на 6 глава, тука малку повеќе се дава одговор на тоа прашање, но да продолжиме ние после 14 стих, во 15 и уште појасно станува тоа, кога се воздига слично на Мелхиседека друг свештеник, кој што исто како и Мелхиседек немал врска со левитското племе. 16 стих, кој станал таков не по силата на телесна заповед, туку по силата на што? Вечниот живот. Ова е сега едно интересно. Многу интересен критериум. Значи, внимавајте, го поставих прашање кое што секој јудејски рабин би го поставил. Врз која база, врз која основа можел Исус да биде првосвештеник или било кој што не е од Левиевото племе, кој што не е левит. Бидејќи законот левитите ги поставил за свештеници. Ако немамо властување од законот, како? Почнувајќи да го одговора ова прашање, апостолот вели дека слично на Мелхиседека
овој друг свештеник, значи Исус, не станал тоа по силата на телесна заповед. Што значи ова телесна заповед? По силата на закон. Бидејќи законот одредува само потомците на Леви да бидат свештеници. Значи, ако имаш од законот овластување да бидеш свештеник, тоа значи дека си потомок на Леви, значи чисто телесен потомок. Чисто телесен потомок и затоа овластувањето од законот е чисто телесна заповед. Единствената квалификација била да бидеш потомок од Леви. Чисто телесно, дури не е твоја заслуга. Ако си се родил како потомок од Леви, имаш право да бидеш свештеник. Христос не е свештеник врз таква основа, туку по силата на вечниот живот. И тука уште еднаш, во 17 стих сега, по спомнувањето на вечниот живот, го повторува цитатот од псалмите. Оти се посведочи, ти си вечен свештеник, починот на Мелхиседека. Починот Мелхиседеков. Значи, тука гледаме една паралела. Почнуваме да разбираме што значи ова вечен првосвештеник. Првата врска што апостолот ја прави е со вечниот живот. Христос има вечен живот. Мелхиседек бил негова предслика, бидејќи за него ништо не се кажува. Од каде бил, кој бил, а и како завршил, ништо не се кажува. Значи, изгледа како да е и тој вечен. И слично на него, Христос пак де-факто располага со вечен живот. И тоа е еден поинаков квалитет. 18 стих. А пак одменувањето на поранешната заповед или промената на поранешната заповед, значи на Мојсеевата, се изврши поради тоа што таа беше слаба и бесполезна. Ево сега повторно ова. Значи, предходно се сеќавате 11 стих, па така, ако можеше да се постигне совршенство преку левитското свештенство, значи левитското свештенство не можеше да даде совршенство. И сега тука во 18 стих се вели дека телесната заповед требаше да се промени затоа што самата таа беше слаба и бесполезна. За колку ова замислите, колку ова звучи навредливо за еден јудеец. Слаба и бесполезна. 19 стих. Оти законот ништо не доведува до совршенство. Не само законот за свештенството. Целиот закон не може да те направи совршен. И сега веднаш ќе се постави прашањето. Зошто Господ го дал законот? Зошто Господ дал вакви заповеди? Се разбира, истиот апостол дава одговор на тие прашања. Например, во Галатјаните го дава многу директно. Но сега, по 19 стих, значи, законот ништо не доведува до совршенство, а се воведе подобра надеж, преку која се приближуваме до Бога. Која е таа подобра надеж? 20 стих вели, потука повторно почнува да ја споменува клетвата, која што само малку ја начнавме во 6 глава, денес предпладне. Инаку во таа 6 глава, предходната значи глава,
Малку ако се вратиме, малку погоре, јас почнав да читам во 17 стих од 6 глава. Ако се вратиме во 13 стих од 6 глава, забележите што тука се кажува. 13 стих. Бог од 6 глава, 6.13. Бог кога му ветуваше на Авраама, значи кога го склопуваше заветот со Авраам, бидејќи немаше ништо поголемо во што би се заколнал, се заколна во себе си. Постои нешто што е поголемо од Господ. Постои нешто што е поголемо, некој или нешто што е поголемо од Господ. Не. Затоа, ако Господ се заколнал во себе си, што тоа значи? Се заколнал во најголемиот авторитет што воопшто постои. Велејки, на вистина ќе те благословам и преблагословам, ќе те размножам и преумножам. И така со долго трпење или трпение, тој го доби ветеното. Луѓето пак се колнат во нешто поголемо од себе си. И клетвата како потврда на секоја нивна препирка става крај, односно дори се цитира пример од законот 2 Мојсеева 22 глава, како со клетва се решаваат некои правни спорови во Стариот Завет. И потоа, стихот што го прочитавме предпладне, затоа Бог, кога на наследниците на ветувањето сакаше нарочно да им ја покаже својата неизменлива волја, посведочи со клетва. На која клетва мисли тука апостол Павле? Се враќаме 7 глава, 20 стих. 7 глава, 20 стих. Значи, бидејќи законот ништо не може да доведе до совршенство, се воведе подобра надеж преку која се приближуваме до Бога. И 20 вели, и тоа не без клетва. Која е таа клетва? Нешто мисли тука. 21 стих. Оти оние, левитите, беа станале свештеници без клетва. А он со клетва. Он Христос. Преку оној кој му рече, и повторно цитатот од Псалмот, се заколна Господ и нема да се раскае. Ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Дали забележувате како апостол Павле го одговора прашањето, ако законот ништо не кажал за свештенство од јудиното племе, тогаш со која власт, со кое право, врз која основа Христос може да биде свештеник воопшто, а камоли првосвештеник? Почнувајќи да го одговора ова прашање, апостолот вели да левитите станале свештеници по сила на законот, бидејќи законот одредил потомците на Леви да бидат свештеници, но Христос станал свештеник по сила не на законот, туку на што? На клетвата. И сега Павле ја представува клетвата како повисок авторитет од законот. Да, меѓутоа тоа е друго. Ова сега сака да каже, кога Господ заповеда нешто, кога било кој авторитет заповеда нешто, например дава закон,
Тој законот го дава и го пропишува за кого? За некои што се еднакви на него? Не, за некои што се починети, за некои што се помали од него. Законот секогаш се однесува за подчинети, за поданици, во однос на власта која што го издава законот. Значи, законот е висок, голем авторитет. Со законот нема шега, нема играње. Меѓутоа, Павле ја прикажува сега клетвата како повисок авторитет од законот. Зошто? Затоа што Господ се заколна во себе си. Со себе си. Кога рекол, ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. И сега, што е поголемо? Божијата заклетва или законот? Што е поголемо? Заклетвата е поголема. Зошто? Затоа што кога Господ се заколнал, тој секоја заклетва обврзува. Така? Кога Господ се заколна, тој се обврзал себе си. Го разберете ова? Кога Господ се заколна, тој се обврзал себе си. Кога Господ нешто заповедал или дал закон, дали тоа го обврзува него лично? Не. Законот ги обврзува само поданиците. А кога се заколнал, тој се обврзал себе си. Кажал нешто што е обврска за него самиот. Се заколна Господ и нема да се раскае. Ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Затоа на толку подобар завет стана залог Исус. Исус затоа станал залог на подобар завет. Значи, новиот завет е тука, уште во 7 глава, најавен како подобар завет. Зошто подобар завет? Затоа што тој подобриот завет има подобар посредник, има подобар свештеник, односно првосвештеник, и за разлика од Стариот завет, Левитското свештенство и целиот закон Мојсеев, Новиот завет може да те направи совршен. Новиот завет доведува до совршенство. Новиот завет го прави тоа што Стариот не можел, затоа што беше слаб и безполезен. Понатаму, 23 стих. А тие беа многу свештеници, левитите, зашто смртта не им даваше да остане само еден. Колку многу? Само првосвештеници од Арона до Кајафа. Не можеме да ги изброиме. А он, бидејќи сам Христос, пребива вечно и има свештенство што нема да мине на друг. И сега е многу интересна работа. Како тоа папата тврди дека Христовото свештенство преминало на него, врз него, па се прогласил дори и за заменик на Синот Божи. Тука читаме, бидејќи Христос е самиот вечен првосвештеник, тој има свештенство што нема да мине на друг. Христос нема заменици, како што имал Арон во своите синови. Како што имал Ана во својот зет Кајафа. 25 стих. Затоа он може и за секогаш, за вечно, да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив, за да се моли за нив. Таков првосвештеник и ни требаше. Свет, незлобив,
непорочен, одвоен од грешниците и повисок од небесата, кој нема потреба како и другите првосвещеници секојдневно да принесува жртва, прво за гревовите своји, а потоа и за оние на народот, бидејќи он го изврши тоа еднаш за секогаш, откако самиот себе си се принесе како жртва. И последниот 28 стих од 7 глава, зашто законот за првосвещеници поставува луѓе што се немокни, слаби. Зошто слаби? Смртни и грешни. Може ли да те спаси смртник и грешник? Може ли да те спаси? Смртник и грешник. Најголемите богаташи во овој свет може да те спасат. Ротшилд може да те спаси. Рокфелер може да те спаси. Од што да те спаси? Од смртта и од грехот. Затоа ни треба посредник, затоа ни треба првосвещеник, затоа ни треба свещеник. Левитите може да не спасат? Не можат. Православните свещеници можат да ве спасат. Католиците може да ве спасат. Пасторите може да ве спасат. Никој кој што е смртник и грешник, папата може да не спаси. Не може да спаси од гревот и од смртта. Зошто? Бидејќи смртник и грешник е што? Самиот е подложен. Самиот е под власта на смртта и на гревот. И како тој може да те спаси? Значи, ако сме сите ние фрлени во една јама, кој може да не спаси? Може да не спаси некој што е исто така долу со нас, во јамата. Може ли тој да не спаси? Не. Може да не спаси само некој од каде? Од озгора. Некој од озгора што ќе фрли јаже. Некој од озгора што ќе се симне. Значи, законот за првосвещеници поставува луѓе што се немокни, слаби, а словото на клетвата што е по законот, значи повисокиот авторитет, Божјата заклетва, го постави Синот кој е вечно совршен. И затоа кажа во 26 стих, таков првосвещеник и ни требаше. Некој што навистина може да спаси. Некој што навистина може да очисти. Некој што навистина може да те оправда. Некој што навистина може да те посвети. И некој што навистина може да те воскресне од мртвите и да ти даде живот вечен. Сакаме ли таков првосвещеник? Зошто воопшто ни е потребен првосвещеник? Зошто ни е потребен првосвещеник? Зошто ни е потребен свещеник? Потребен ни е свещеник. Зошто ни е потребен посредник? Зашто? Зашто? Заради гревот. Зато што ние паднавме, ние се одвоивме од Бога. Да, сега тоа е другото. Под клетва значи проколнати. Да.
задака. Тоа е во Галатјаните, тоа е другата тема. Да. Единствениот вистински првосвещеник што може да спаси, самиот себе се принесе како жртва. И сега тука, ова е една многу интересна тема, тука отвара други аспекти оваа тема. Да резимирам од Сабајлево и сега што прочитавме до крајот на 7 глава. Дека која квалификација, да се подсетиме, требаше да ја има Христос за да стане наш верен и милостив првосвещеник? Во се да личи на браќата, што значи зеде еднакво учество во нашето грешно човечко тело. Ја зеде нашата природа, ги помина и ги претрпе сите наши искушенија, без да направи грев. Освен гревот. Значи, Христовата човечка природа, во која што таква човечка природа во која што можеше да биде искушен во се како и ние, е квалификација, услов за да биде мој посредник, за да биде мој првосвещеник. Па што е разликата со другите свештеници? И левитите, и поповите, и папата, и пасторите, сите имаат иста ваква грешна човечка природа. Што беше сега вториот услов. Во таква човечка природа да биде свет, незлобив, непорочен, одвоен од грешниците и повисок од небесата. Вечен, без да направи никаков грев и самиот на тој начин способен да дава вечен живот. Другите да ги прави бесмртни. Другите да може да ги спасува. Откако самиот себе си се принесе како жртва. Сега, докога ќе трае неговото посредување и првосвештенство? Тоа е сега интересно прашање. Што значи? Дали разбравме сега само од 7 глава, дали разбравме што значи вечен првосвештеник? Зошто е така наречен? Вечен првосвештеник. Најјасен беше 25 стих. Затоа он може за вечност да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив за да се моли за нив. Бидејќи на другиве смртта не им даваше постојано да посредуваат. А Христос повеќе не умира. И тој е вечно жив и секогаш жив за да се моли за нив. Но зошто Христос се моли за нас? Зошто? Која е целта? Зошто Христос се моли за нас? Значи, според ова што го прочитавме од 7 глава, дали Христос за секогаш е првосвещеник, ќе биде првосвещеник за секогаш? Бесконечност. Еве еден предизвик. Јас не знам, не сум слушнал од некој друг. Само знам дека историскиот адвентизам тврди и поучува дека постои нешто што се нарекува крај на времето на милоста. И Елена Вајд во незините списи тврди дека тогаш кога ќе заврши времето на милоста,
Господ и во небесното светилиште, каде што сега посредува за нас и се моли за нас како наш првосвещеник. И како и на крстот, така и таму горе ќе ги каже зборовите се сврши. И потоа што пишува во Откровението, цитиране се тие зборови во Откровението, оној што е свет ќе се посветува и понатаму, оној што е поган ќе се погани и понатаму. Со други зборови, судбината на сите луѓе во тој момент ќе биде фиксирана, ќе биде конечна. Или си спасен, или си загубен. Тогаш вели на Вајд, Исус ќе ја соблече својата првосвещеничка облека, одора, како да ја наречеме. И ќе облече што? Царска облека. Пред да дојде повторно на нашава планета со голема сила и слава, за да донесе и да изврши суд во сета таа слава. Дали историскиот адвентизам е во право, кој што вели дека Христос еден ден ќе престане да посредува за нас во небесното светилиште. И дури ќе ја соблече првосвещеничката облека, ќе се облече во царска, значи облека на одмазник, на судија, на властодржец, на цар, на освојувач, бидејќи мнозина кои што го критикуваат историскиот адвентизам, ги цитираат токму овие Павлови зборови од Евреите 7 глава. Зошто велите дека постои крај на времето на милоста? Тоа го велат многу протестанти, многу евангелици, например. Зошто велите дека постои крај на времето на милоста? Читаме во посланието до Евреите 7 глава дека Христос е секогаш жив и бидејќи е секогаш жив, тој постојано, бидејќи е секогаш жив, постојано се моли и може да се моли за нив, за народот и да ги спасува за вечност сите кои што преку него пристапуваат до Бога. Зошто велиме дека ќе престане или ќе заврши таа служба, кога Христос е вечен првосвещеник и кога е секогаш жив за постојано да се моли за нас? Тоа е предизвикот што го поставуваат критичарите на адвентизмот. Како одговараме на тој предизвик? Да размислуваме. И како даде Господ живот и здравие, продолжуваме следната сабота на оваа тема. Нека му е фала и слава вечно. Амин.